Да се поедностави постапката за вадење дозволи за движење во време на полициски час бараат овоштарите од Охридскиот регион, кои се жалат дека голем број од нив, иако навреме поднеле барање до надлежната агенција, викендов останале без дозвола и се спречени да работат на нива, во период кога секое одложување на работните активности на посевите може да го чини скап опстанокот на овошките и раноградинарските култури, но и целокупниот род годинава. Посебно осетливо е раноградинарското производство со пластениците, бидејќи верувајте, пластеничкото производство вие како едно бебенце мало. Бар секојдневно присуство тука, посебно во овие услови кога се расадени патлеџаните, пиперот и други градинарски култури, барат рано отворање наутро, а покасно навечер затворање, а ограничено и движењето, а посебно во деновите за викенд, значи навистина тие ќе бидат погодени, соодветните институции да ги поедностават дозволите, посебно за тие земјоделци кои навистина добар дел од вај преживуваат и едва, значи сега чекаат во овие прелетни денови да се завршат своите активности. Она што дополнително ги загрижува, вели Стојановски, е тоа што пандемијата силно ќе удри по овоштарството. Најзагрозено повторно ќе е јаболкото. Иако овоштарите и оваа сезона не се обединат во задруги. Ситуацијата од лани, кога цели гајби јаболка завршуваа по речните корита или скапуваа во визбите, ќе се повтори и тоа со уште поголеми штети. Јаболковите насади една препорака до земјоделците, ако не се организираат во земјоделски задруги, да си ги окрупнат имотите. Значи, јаболко добара релативно поголеми земјоделски површини, бидејќи по површина единица е пониско рентабилно за разлика од црешата. И така само едино можат да ги намалат трошоците во производството, а да си ја зголемат цената, бидејќи ако се организирани во секој случај, ќе имаат и посоодветно производство по пониска цена, со секој случај ќе добијат и по соодветна цена, ако не се организираат истото, бидејќи видите, пазарот денеска во светот е глобален, се бараат релативно големи количини и тоа пред се од правен фактор. Вие веќе не можете да извезувате ако не сте правен фактор. Или земјоделска фирма, или земјоделска задруга. По завршувањето на пандемијата се прогнозира благ пораст на цените кај овошките и во малопродажната, но и во цената за продажба на големо. Проценките се дека најдобар пласман повторно и оваа година ќе има црешата.